Владата се фали, но стопанството се жали. Иницијативата Отворен Балкан сепак не го олесни протокот на стоки и услуги, оценува Стопанската комора. Истражувањата на терен покажале дека најголеми проблеми има на граничниот премин со Србија. Таму секојдневно се забележуваат километарски колони товарни возила, кои за влез чекаат и по неколку часа. Иако владата помпезно го најавуваше проектот, сепак од него не функционираа ниту зелените коридори, а поради неусогласеност на системите, превозниците повторно се изложени на двојни проверки. Имајќи во предвид дека на границите со соседна Србија се соочуваат со гужва и чекање на граничниот премин по неколку часа. Перцепцијата на компаниите и од она што можеше да се утврди при наблюдувањето од активностите во рамки на иницијативата Отворен Балкан нема видливо подобрување на состојбите при минување на граничниот премин Табановца-Прешево. Проблем на Табановце има и со честите прекини на електрична енергија што предизвикува пат на целиот систем, па не работат ниту вагите за мерење на транспортните возила. Екипи на Ивана се веќе одреден период на терен, но поради замена на делови и воспоставување на целосна функционалност на трафостаницата во наредните денови, се најавени и подолги прекини на електричната енергија. Се очекува, согласно последни најави кои се ги имаме од царината, дека во наредните неколку денови можеби има и подолго трајни прекини во напојувањето со електрична енергија. Останува барањето на комората во делот на обезбедување на 1 до 2 посебни ленти за премин на товарни возила. И директниот транзит со Албанија не е целосно воведен, што е еден од проблемите во Отворен Балкан за побрзо минување на границите. Од Стопанската комора вела дека ќе преземат активности за да се укаже на тоа дека компаниите во пракса не гледаат никакви резултати и придобивки од Отворен Балкан.